Добар ден на сите. Да почнеме. Свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола. Согласно предложениот дневен ред, извештај за работата на јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година, извештај за реализација на програмите за одржување на ЈЗП и јавна чистота во општина Битола од јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година, извештај за работа на КЈП Нисјоградба Битола за 2022 година, извештај за работање на јавното претпријатие Пазари за 2022, извештај за работата на јавното комунално претпријатие Водово за 2022, извештај за работата на ЈП-СИС Жабени за 2022 година, извештај за работата на јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2022 година, извештај за финансиско работење на јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор и паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола за 2022 година, извештај за финансиското работење и остварување на годишната програма за работата на меѓуопштинското јавно претпријатие Пела Линк за 2022 година, програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2023-2025 година, извештај за реализација на програмата за користење и одржување на улично осветлување во општина Битола за 2022 година, извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Битола за 2022 година, извештај за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2022 година, извештај за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезоната 2022-2023 година, одлука за 15-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола, одлука за примена на припадност на дел од улица Воден Битола, одлука за примена на припадност на дел од улица Кресненско Востание Битола и одлука за промена на припадност на дел од улица Никола Јанков Вапцаров Битола. Кој е за предложениот дневен ред? Едногласно. Преминуваме кон разгледување на точките од дневниот ред. Првата и втората точка, мислам, ќе гледаме заедно, бидејќи се од јавното претпријатие Комуналец. Извештај за работа на јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година, извештај за реализација на програмите за одржување на ЈЗП и јавна чистота во општина Битола од јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година. Директорот дали е тука дојден? Добро, ќе почекаме тогаш да дојде. Преминуваме кон точка 3. Извештај за работата на КЈП Нисјоградба Битола за 2022 година. Директорот е тука, повеле директора. КЈП Нисјоградба Битола 2022 година ја заврши со добивка од 724.303 пред одданачување и добивка после данок на добивка, мислам чиста добивка 255.892 денари. Што се должи до остварените приходи во 2022 година, иако сите знаеме дека 2022 година беше тешка и кризна година, се работеше. На оваа комисија се извинувам, само ќе разгледаме годишните извештаи за работа на јавните комунални претпријатија, на финансиските извештаи ќе гледаме на комисијата која што утре на комисијата за финанси. Сега во врска што е сработено. Да. Значи во 2022 година остварени се најмногу се работело изградба на канализација, најмногу се работело од општина Битола, остварени се приходи од 51.028 денари, што значи изградена е нова канализација во вредност од 23.049.559 денари, што е негде од 68% остварено од планираната 28.690.000. Што се однесува до одржување на улици, планирани биле да се остварат 10.592.650 денари, остварени се 10.651 денар, што значи дека по овај основ имаме остварено 69% повеќе од ствари 1% од планираното. Зимската служба во 2022 година намалена е од зголемена од 11 милиони денари од планираното
и остварено е 13 милиони 728 денари. Вкупно чистење на река Драгор остварени се приходи 1.424 денари, а од друга реализација 2.174 денари. Извршени услуги од трети лица остварени се приходи 6.833.000 денари. Имате тука наброено кои во 2022 година дека изградена е нова канализациона мрежа, извршени други градежни работи на следните населени места. Реконструкција на мешовита канализација на Македонска фаланга, мешовита канализациона мрежа на Цане Василев, атмосферска канализација улица Довледжик, реконструкција на мешовита канализација Стара Чешма, атмосферска канализација Коле Канински, атмосферска канализација и дренажа спортска сала Таки Даскалов, изведба на колектор фекална канализација во село Брустик, секундарна канализација во Трново, реконструкција на мешана канализација на улица 16, изработка на дренажа на Наумовски Борче, фекална и атмосферска канализација СТО-1 АРМ, рушење на постоечки објекти за потребите на општина Битола, чистење на реката Драгор, изведба на нов парк во Довледжик, санација на ударни дупки со асфалт и пластичен асфалт, стабилизација на банкини со коцка, санација на колово со потпорен зид на улица Девеани и санација на дефект приклучок кај Лавчански пат. Исто така реализирана е изградба на канализација од сопствени средства во 2022 година на следните локации: изградба на атмосферска канализација пат за Буково, изградба на атмосферска канализација за прифаќање на атмосферски води СТУ-4 РАРМА 2 и реконструкција на канализација улица Сисак, улица Широк Сокак, Паца Ванчева, Наумномовски Борче, Благој Силјановски, улица Железничка, во село Долно Оризари, изградба на канализација за стационар за кучиња за земјоделско училиште. Значи, вкупно по овај основ Нискоградба има вложено 2.093.133 денари од сопствени средства. Значи, тие се работата. По конкретно што ве интересира, не знам, комисијата. Уред ви благодарам. Прашање дали има некој? Уред, доколку нема прашање, Јас имам прашање. имате, повелете. Полека малку. Јас имам неколку прашања. Првото прашање ми е, слушнавме дека во 2022 година сте работеле на делот на нов парк во Битола. Ме интересира кои ситуации ги изработило Нискоградба и уште колку има за работа од страна на вашето предпријатие, тоа е првото прашање. Второто прашање, исто слушнав дека Нискоградба работеле на прифатилиште за бездомни животни. Исто така, и за таму ми е прашањето, колку, мислам, во кој дел работело Нискоградба и ме интересира дали имате некоја статистика колку шахти во изминатата година биле исчистени по барање на граѓани. Значи, настрана од вашата програма, дали сте излегувале на терен по барање на граѓани? Ви благодарам. Благодарам, повелете. Вака, добар ден на сите. Во паркот во Нова Битола Нискоградба работи втора фаза. Првично се работеше за нивелација на теренот, работеше на изготвување на подлоги, така што со помош на јавното предпријатие за планирање се сработија тие работи. Сега сме во фаза на моментално при крај сме за ден-два, треба да завршиме со тампонирање на патеките. Следна фаза Само дури сме тука, извинете да не заборам, пошто го изумив, секако во тој домен сте. Дали нивелацијата извршивте согласно проектот и согласно она што е предвидено на терен во врска со паркот и дали цел тој обем е опфатен и со нивелацијата и со другите ваши активности? Значи, нивелацијата претрпи ревизии согласно постоечката состојба или затекнатата состојба на теренот. Претрпи 1 до 2 ревизии, се правеа неколку мерења, мислам дека конечно се дојде до едно
пристојно и коректно решение. Тоа значи намалување во метри квадратни на паркот или? На првобитниот проект дали значи намалување на големината? Значи, јас не можам да разберам, значи, онај дел за кој што ние имаме договор, го работиме како согласно договорот за работа што го имаме подпишано со општина Битола. Сега, дали првобитниот бил поголем или помал, тоа не знам. Онај договор што ние го имаме подпишано со општина Битола, тој го работиме, така да контурите веќе се на повидок, работиме на нивелација, таа нивелација ќе ја завршиме до крајот на оваа седмица најкасно. После тоа ќе влези комуналец со поставување на фундаментите за осветлувањето и втора фаза ќе видиме ние со оформување на патеките со бекатон плочки и поставување на бетонските плочи во деловите каде што треба да се постават гумените плочи на паркот. Во делот на стационарот за куќиња, ние како Ниска оградба направивме приклучок и ревизиона шахта за објектот кој е планиран за изградба таму за чување и прифаќање на уличните бездомни куќиња, а дали Ниска оградба, значи вака прашањето, дали станува збор за чистење на ревизиони шахти или за сливници за атмосферска вода? Секој дневно ние како јавно предпријатие на барање на граѓаните, односно стамбените сервиси, имаме по 2 до 3 интервенции за чистење на ревизиони шахти на колективни стамбени згради и индивидуални домови. А инаку, нормално, на секој повик од граѓанин, ако станува збор за сливници, излегуваме за точна бројка, сега не можам да кажам, ама излегуваме на секоја реакција од граѓаните, излегуваме ревносно и излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните. Може уште на прашање? Значи, јас директорова со шахтите ве прашав само за да ве пофалам, бидејќи од искуство сакам да кажам дека Нискоградба излегува кога ќе се јават граѓаните или по барање на граѓани. А во контекст на другото прашање кое ви го постави, вие самите ми рековте дека имате неколку ревизии направено, значи според договорот кој сте го допишале, кој сте го подпишале, после тоа имаше ревизија? Не. Тој дел не го разбирам. Не, значи правиме муавет за ревизија од типот на нивелетите на подлогата на која што работиме. Договорот е подпишан со општина Битола. И тоа е согласно... Тој нема претрпено измени и согласно тој договор ние ги работиме. И цел тој план согласно договорот е опфатен во моментот. Тоа што е во договорот, тоа го работиме. Дали е опфатен цел план? Кој план не да Кој го имате по проект за нивелирање? Согласно проектот ние имаме подпишано договор. Сега дали Повели колега. Дали доколку се викне геометар, значи на локацијата е паркот, патеки, обем на парк, тоа е прашањето конкретно, дали е по димензија како што се нацртани патеките во проектот. Тоа е најбитното прашање од моја страна. Значи, сето она што го работиме подлежи на надзор. Надзорот ги потпишува сите наши ситуации кои ги праќаме према општина Битола. Се што е надвор од договорот, ние не можеме да работиме. Разбирате? Значи, се што е по договор, ние тоа го работиме. Ако нешто сработиме што е надвор од договорот, надзорот нема тоа да ни го парафира и ние не можеме никако ситуација, никако средства да го побараме од општина Битола. Во ред. Повели колега Чолаковски. Само на микрофон. Го чистевте каналот што е кај подбрусничка населба од Климент Охридски училиштето до Довлеџик. Да. Тука имаше реакција од граѓаните дека таа што беше масата, да речем, натре земја, дрва, гранки, дека се само изфрлани надвор од каналот и се оставени така. Тука имаше пешачки патеки, значи кај што рекреираа луѓе, дали може тоа да се санира или ќе остани така како што е како градилиште?
значи на реакција на советници, граѓани, градоначалник и на јавноста, излеговме да ви чистиме тој канал на трошок на предпријатието, како, ајде да речем, добра волја во интерес на заедницата во која што живееме. Значи, тој канал беше 15 години запоставен, беше легло и мочуриште на комарци кои условите за живот во тој дел од градот ги правеа неподносливи. Излеговме како јавно предпријатие во пресрет на сите претходно кои ги напоменав, го изчистивме тој канал, ама преголем, ете ќе бидам искрен, преголем залак е ако ние како предпријатие сето тоа го товариме и оттаму го изнесеме. Значи, не може предпријатието тоа да го сработи, да речам, ајде без надокнада. Значи, навистина е голем терет за нас тоа да го направиме. Направивме еден напор да го изчистиме каналот и ете ви ветувам дека и во периодот кој што следува, кога ќе дојдат потоплите месеци, кога водостојот на каналот ќе биде намален, ќе влеземе уште еднаш, ќе го изчистиме и ќе биде уште подобар. А за, мислам, разговарано е и со вас, и со други советници, значи за тоа имавме начелно некој договор, ама за тоа потоа. Сега, мислам дека не е ни време, ни место да разговараме за тоа. Благодарам. Благодарам. Прашања дали има дополнителни? Долку нема. Ајде една информација, ете Златка ми сугерира 1600 интервенции сме имале на ревизиони шахти на брајање на граѓаните во годината која измина. Јас тој податок го немав, ама секој дневно излегуваме. Значи се води список, долу си во Стопанскиот двор си водат евиденција, секој дневно имаме таа податок книга, колку дневно се интервенира на барање на граѓани и по наши видувања, значи се вршат, да. Во ред. Дополнителни дали прашања има? Толку нема, ви благодариме. Одиме следна точка. Извештај за работа на јавното предпријатие Пазари за 2022 година. Повели. Ви благодарам. Значи, покрај специфичните услови за 2022 година, ЈП Пазари сепак успеа да реализира повеќе проекти. Како прво со кој што можеме да се пофалиме е реализацијата на пазарот на големо или кванташкиот пазар, кој што целосно се опреми и во рекордно време се стави во функција за нашите закупци. Со тоа решивме еден голем проблем децениски уназад, го изчистивме паркингот на новиот пазар назад, кај што беше навистина во лоша состојба и дадовме една нова и урбана слика на тој дел од градот. Исто така во оваа година, во 2022, се успеа да се пушти во употреба и новиот реон, така наречен бижутерија, кој што беше претходно граден и финансиран од општина Битола. Друг проект во 2022 исто така го започнавме и извршивме и реновирање на дел од градскиот пазар за продажба на сирење. Значи реализиравме тој објект, го наместивме со нови плочки, со нови тезги и му дадовме еден нов и модерен лик на тој дел, кој што претходно за жал беше стварно во незавидна состојба. Започнавме исто така и со изработка на тенди и настрешници над делот исто така за бижутерија и на останатиот дел од пазарот, со што оваа година ќе го завршиме и финализираме тој проект и еднаш за секогаш ќе ја решиме таа, можам да речам, лоша и грда слика со тие пердиња кои што години уназад не нервираат и кои што не стварно се тешки и за движење, а и дават лоша слика на пазарот. Во делот, знам дека сега е друга комисија, меѓутоа во делот со приходите во 2022 можеме да се пофалиме дека ги зголемивме за 14%, меѓутоа за жал исто така и расходите се зголемени, односно трошоците за 11%, меѓутоа сепак можеме да се пофалиме дека 2022 сепак имавме добра и позитивна година
ЕПА Пазари. Благодарам. Во ред ви благодарам. Прашање дали има? Долку нема, одиме кон следна точка. Извештај за работа на јавното предпријатие Водовод за 2022 година. Представници? Добар ден, поздрав на сите. Поради зголемените трошоци за енергија, односно зголемените трошоци за потрошење на електрична енергија, поради зголемените трошоци за набавка на сирова вода и ЈКП Водовод Битола 2022 година заврши со загуба од 21.532.830 денари. Вкупно остварениот приход изнесуваше 254 милиони 319 илјади денари. Финансиски извештај не треба. Извештај само за работењето финансискиот ќе се гледа Да, утре. меѓутоа морам да напоменам дека да спомнам Тој е составен дел од извештај составен за дел од работење. извештајот, значи во стопанскиот дел, стопанското работење на страна 10 ја имате и финансиската состојба, така да морам да го напоменам дека заради зголемените трошоци ЈКП Водовод Битола направи загуба од 21.532.000 денари. Инаку вкупно остварена реализација на физички обем на реализација на вода за 2022 година изнесуваше 5.984 милиони денари, односно физичкиот обем на домаќинствата влегува со 74% од вкупниот физички обем на реализација на вода, додека кај правните лица учествуваат со 26%. Инаку финансов обем на реализација од вода изнесуваше 213 милиони 384 милиони денари. Што се однесува до реализацијата за 2022 година, извршена е реконструкција на дел од градската мрежа, монтирани се водоводни линии во должина од 2488 метри, од кои што реализација инвеститор ЈКП Водовод Битола за 2022 година 1363 метри должни, со вкупна сума од 4.729.727 денари, и инвеститор општина Битола, реализација за 2022 година во должина од 1125 метри должни, односно 4.009.116 денари. Извршени се одделението за откривање и поправка на дефекти во текот на 2022 година. Направени се мерења на и мониторинг на проток, мерење и мониторинг на акумулациониот проток на SCADA системот. Што се однесува до одделението за водомерна работилница, извршена е промена од 1118 водомери, односно промена на водомерите од 1020 метри. Што се однесува до бројот на вработени поработни часа, изнесуваше 231 вработен, додека бројот на вработени за просечниот број на вработени за 2022 година изнесуваше 217 вработени. Тоа е тоа со стопанското работење, меѓутоа во него се вклучени и финансовиот дел од работењето. Уред, прашање дали има? Повелете. Ова прашање ми е до директорот.
Директорът записникот примопредавањето е 6 месеци помина, уште не ни е доставен по барање, беше на председателката на Совет да се достави записникот. Зошто не ни е доставен? Значи ќе ми одговорите. Дали извршен технички прием на новиот објект и ако извршен некој во ред, зошто не сте се уште вселени? Тоа ми е следното прашање. Велите дека сте сервисирали, односно замениле 1020 водомери. Колкава ви е законската обврска годишно промена на водомери? Значи имате тука и законска обврска. Другото е веќе за утре на комисија. И околу вработувањата. 208 2021, 219. 14 имавте по основ на пензионирање. Значи, прашањето ми е, имате плюс вработување, тоа е јасно, и по утре ќе тоа се гледа по материјалите кои што сте ни ги доставиле за трошоците за агенција за привремени вработувања. И јас колку што се сеќавам на Совет вас не ви помина годишниот план за вработување. Како вработувате? Толку имам прашања. Повелете. Во на записникот, прво добар ден на сите, почитуван председавач со комисијата, почитувани советници. Во однос на записникот, јас мислам дека после седницата вие јасно кажете дека го имате записникот, на неофицијален начин сте го добили, не знам како, и мислев дека сме завршиле со таа тема, но во ред доколку го сакате, ќе ви го доставиме до утре лично на сите, пошто записникот од примопредавањето стана, не знам, тема, фанатично нешто, и нешто нејасно, но тоа е многу едноставен, двостран документ, во кој што се дава состојба на сметки во време на промена на директори. Ништо страшно. Во однос на новиот објект и техничкиот прием е извршен пред, не знам, месец и нешто дена, но траја постапките на пренесување на целосната архива во консултација со архивот, затоа што не сме ни еден документ да биде попатно изгубен или некаде да исчезне. Токму затоа формирана е комисија, луѓе кои што тоа го организира и веќе просториите полека оделот на архивата се пренесува, односно тоа она што е во хартија. Нели претходно следуваше и дел чистење, генерално поврзување линковско внатре, интернет конекција и така натаму. И сега кон крајот на овој месец веќе има две канцелари кои што се преместени луѓе од самиот Стопански двор, но полека и луѓето од дирекцијата ќе започнат да физички да се преместуваат таму. Околу обврската со промена на водомери имаме обврска и превземаме промена на водомери, онаму каде што е најпотребно и во моментот има одреден дефект, пукнато стакло во зимските месеци и така натаму. Околу законската обврски бројот ќе ми дозволите дополнително да се консултирам или да видам, не знам колкава е законската обврска, но би сакал и Советот и јавноста да има во предвид дека секоја промена на водомер чини, како се што чини промената на водомери. И трудејќи се од она што може да го видите и се надевам дека утре на комисија за финансиско работење ќе разговараме, односно ќе видите и во извештаите, трудејќи се да ги намалуваме трошоците во изминатата година. Така гледавме оптимално да работиме и во овој дел. Во однос на бројот на вработени, на крајот на годината 2021 има кога се превзе јавното предпријатие имаше 228,9, ако не се лажам, а сега ние имаме 223. Така да на крајот зборувам за годината. Значи не знам од каде бројот на вработени зголемен, а ние ангажираме само луѓе во моментов преку агенција за тоа што немаме друг начин како да ангажираме луѓе. А
да дозволиме процесот на водоснабдување да биде загрозен, тогаш се многу поголеми законските обврски и одговорноста која што ќе следи. Така што она што е вработено не е нешто повеќе од тоа што му треба на јавното предпријатие. Значи имаме намалување. Павле, да. Да, Павле. Фала, директоре. Околу записникот. Ние не рековме дека го имаме, колешката Анита рече дека го има. Значи, затоа беше барањето да немаме препукување што пишува во записникот, се достави. За волја на вистината, ете, ако сакате, сам имате записник од седницата, може слободно да проверите. Го барам тој записник, затоа што токму од него ќе произлезат некои работи за ваквата енормна загуба што има ова година. Затоа го барам записник. Ви благодарам. Ќе го добиете. Борет. Опечатена верзија за сите. Борет. И за водомерите, ако може еден преглед, изминатите години колку водомери се менували, 2200 на кој основ се променувани, дали биле побарање на граѓани или истите биле оштетени или неправилно работели. Може кратко? Да, Павле. Јас многу би сакал целата јавност и советниците да поблиску да се запознаат со како оди функционирањето на самото јавно предпријатие и тоа предпријатие на сите. Промената на водомерите оди на неколку начини, нели? Или прејуваат граѓаните, но исто така и самата инкасантска служба која што е на терен, доколку утврди одредена оштетување на самиот водомер, не е читлив, пукнато стакло или е закочен, се подготвува документ известие до службата преку комерција до водомерна и се реагира на тој начин. Значи, се што ви интересира во делот на работење и процесот на функционирање, нема проблем, ќе ви одговори. Борет, фала. Дополнителни прашања дали има? Далко нема, продолжуваме понатаму. Извеќе за работа на јавното предпријатие СИС Жабени за 2022 година. Дојди кај има микрофон само. Почитуван председавач, почитувани советници. 2022 година ќе оцениме како успешна година за индустријската зона Жабени, зашто во Жабени се продадени вкупно 13 парцели после 9 години. Основна дејност на предпријатието е стопанисување и одржување на индустријската зона Жабени. Најголем проблем беше што парцелите се отуѓени во 2009 и 2010, речиси 90%, и не биле вратени во собственост на општина Битола. Никој од директорите не повел сметка да се вратат, бидејќи иако имале законска обврска 5 години после навршувањето од откупот на парцелата, доколку нема изграден објект, да го вратат во собственост на општина Битола. Во 2022 се организирани два огласи за продавање на земјиште. Првиот е на 21.4.2022 година, вториот е на 25.7.2022 година. Отуѓени се вкупно 13 парцели, директен приход на општина Битола околу 100.000 евра. Исто така морам да нагласам дека после контактите од 2022 година имаме најави за набавка, за отуѓување на 3 парцели од поголем со негде околу 30.000 метри квадратни од германски инвеститор и имаме најава за 2 парцели, една од домашен инвеститор и една од полска компанија. Се уште сме во преговори, се надеваме дека до крајот на месецот ќе финализираат. Втор најголем проблем во функционирањето на зоната е прочистителната станица. Значи, ние ретко како која зона имаме посебна прочистителна станица.
Затоа и зоната може да има еко-интегрирана дозвола. Најголем проблем било што пречистелната станица не била одржувања 30 месеци. Последната одржување било пред 30 месеци и за жал со моето наследување не беше ни платена фактурата од тоа одржавање. Моментално е во функција, не е 100%, имам уште проблеми со има 3 базени, уште едниот базен не е оспособен, се надеваме дека до крајот на годината ќе биде оспособен. Во финансискиот дел годината ја завршивме со добивка, истата е намалена за негде околу 12%, бидејќи имаме огромни изголемени трошоци во функционирање на пречистелната станица, особено во делот на електрична енергија, каде трошоците ни се зголемени за 300%. Останато е што имавме проширување на дејноста на зоната и имаме јавното осветување, сега е во целокупна собственост на индустријската зона Жабени за градот. Исто така имаме голема финансиска добивка, особено за општина Битола, односно заштеда на средства за општина Битола. Тоа се во главно неколку аспекти за работењето на индустријската зона Жабени за 2200 година. Оред ти благодарам. Прашање дали има? Повели. Јас, така? Благодарам. Директоре, гледам предавате, супер, ама дали некој ќе почне таму да работи? Тоа е клучното прашање. Значи, во многу наврати тука имаме слушано, кога станува збор за едното предпријатие на Жабени, продаваме парцели, враќаме парцели, му ги земаме парите ова. Значи, таму крајната цел не е да ги продаваме парцелите, крајната цел е да ние отвориме фабрики. Најава, сериозна најава, не знам, дојде луѓето од странство, искомунициравме од не знам од каде, од партија, од кај дојде, да нешто мрдува, не мрднува, ќе вработиме луѓе. А иначе проблемите таму со пречистелната станица, со не знам, дошле, купиле, вратиле, платиле, тоа го слушаме тука многу години. Нешто конкретно. Чекаме 20 вработени, 30 вработени, 50 вработени. Мислам дека тоа е најбитното. А ова продавме, не продавме, формалности се. Оле, ти благодарам, повели. Конкретно, значи, за 2200 имаме 2 инвеститори. Едниот мислам са колку, дали е то сериозно, е малце, не знам како да го речам, мајке се пакетам. Дали е сериозно некој да даде 85.000 евра за да купи 12 парцели, мислам треба сами да во оваа економска криза колку е то сериозно. А останатата германска компанија што купи една парцела веќе почнува да работи во градот, мислам дека сите имате слушнато, се работи за компанија од област на спортските реквизити. Истата моментално е под кирија во старата индустријска зона, поранешно се ИТИС, и веќе има околу 20 вработени. Оле, ти благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долго нема, ти благодариме. Се вратиме на точка 1 и 2 зајавно за предпријатие комуналец дојде директорот. Повелете за поднос на извештајот и реализацијата на програмата без финансиски оддел. Добар ден на сите. За јавното предпријатие комуналец знаете дека работи со 7 сектори, од кои што 3 сектори се што работат интензивно на терен, другите учествуваат, да речем, во трошоците, не учествуваат во приходите на предпријатието. Како носечка и главна дејност, одведувањето на комунален отпад, можеме да кажеме од анализите дека во изминатата 2022 беа собрани 30.820,3 комунален отпад од правни и физички лица, од кои што 30 милиони е од физички лица, а 819 тони е комерцијален и индустријски неопасен отпад. Собрани се 161,64 тони отпад на хартија, 7,79 тони отпад на пластика
3,04 тони електричен и електронски отпад и 975 метри габаритен отпад. Отпадот го одведуваме на депонијата Мегленци и за потреби за нејзино непречено и да може да се одведува отпадот и да види во функција депонијата, тампонирани се 1500 метри квадратни површина, за кои што е искористен 894 метри тампон и 1697 метри земја за нејзино посипување. Во текот на 2022 набавена е опрема 20 пластични контејнери, а од веќе набавените постоечките што сме ги имале поставено во градот, 380 контејнери се репарирани и заменети се околу 350 тркала. Во секторот јавно зеленило, во кое што работат трите одделенија, одржување на јавна чистота, одделение за хортикултура и одделение за расадник или производство, знаете дека јавната чистота во градот, работењето го изведува согласно програмите за одржување на јавната чистота на територијата на општина Битола, што подразбира башинско и рачно метење на јавните површини, отворени простори на јавни објекти, миење на јавните површини, отворени простори на јавните објекти, во зимски услови, местење на комунална опрема, корпи, клупи, детски реквизити за играње и за анимација и на места каде што има потреба се променуваат старите корпи и се поставија нови во зависност од потребите на терен. Беше извршено и репарирање на 70 корпи за отпадоци на повеќе локации низ градот. Во одделението за хортикултура, каде што се врши одржување на постоечките јавни површини, одржување на дрвореди, кроење, кастрење, обликување, сечење, посадени се зимзелени дрвја од 471 парче и засадување и одржување на цветен расад, значи пролетен и јесенски, околу 90.000 парчиња. Вршено е косење на зелените површини, гриблање, наводнување и поправка на постоечка комунална и урбана опрема на 50 локации во градот. Во изминатата година беше извршено кастрење на 964 и сечење на 372 дрвја. Во одделението за расадничко производство имаме тука наброено што е продадено од нашето производство, што е произведено, што е поставено низ градот по ситуации за одржување на јавните зелени површини. Како надополнување во овој сектор е вториот извештај за реализација на програмите за одржување на јавни зелени површини и јавна чистота во општина Битола. Имаме тука еден преглед, сите знам дека го имате добиено разгледано, кој што е, да речем, интересен и за дискусија и за разгледување, бидејќи секој пат најмногу сме критикувани за работењето на терен. Имаме сработено јавни зелени површини по ситуации од 41 милион 575 081 денар и јавна чистота по ситуации 63 милиони 370 880 милиони. Значи вкупно комуналец сработил 104 милиони 945 961, за кои што по сите основи, значи пари што сме ги собрале од сметките во кои што фактурираме за одржување на јавна чистота, на јавно зеленило, сме собрале 75 723 268 милиони. Што значи дека 29 милиони 222 693 се пари на комуналец кој што ги дал за да може да се сработат овие 104 милиони 945 961. Другите сектори кои што функционираат во јавното предпријатие Комуналец, како секторот за уредување и одржување на гробишта, ниту во приходите, ниту во трошоците, иако не ги дискутираме, нема некои отстапувања
во текот на работењето и тоа е што го работиме години наназад, како бетонирање на нови гробни места, склучување на договори со странки, доделување право на употреба на гробно место како лична службеност и во делот на помагање на другите сектори со работници каде што ќе се јавела потреба. Секторот за технички работи и развој со одделенијата за јавно осветлување, одделение за одржување на механизација и возила и одделение за одржување на спортски објекти, своите приходи ги добива со оперативните програми за улично осветлување на територијата за град Битола, руралните средини, реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани и оперативната програма за одржување на уличното осветлување, така да во текот на изминатата година по однос на оперативните програми дел од нив беа реализирани согласно буџетот кој што беше доделен од општината во целост, дел од нив беа толку колку што имавме средства добиено за нивно работење. Одделението за одржување на спортски објекти во овој сектор ја одржува спортската сала внатрешно одржување на 4000 метри квадратни, метење на површините, на дворешно одржување, косење на трева на 8000 метри квадратни, одржување на стадионот Ѓумурно игралиште, фудбалскиот стадион под Тумбекафе, помошното фудбалско игралиште, каде што се врши косење на трева на површина од 8000 метри квадратни и тениските терени, одржување на хигиената и редарската служба. Ви благодарам. Добре, ви благодарам. Прашања дали има? Повелете. Добар ден. Јас имам неколку прашања. Меѓутоа не можам да прашам директора бидејќи е нов, а ние разгледуваме извештај за минатата година, па се надевам дека вие ќе можете да ми одговорите. Ме интересира колку нови корпи за отпадоци поставило јавното предпријатие Комуналец низ градот во изминатата година, бидејќи слушнав за репарирани. Мислам дека кажавте. Ме интересира колку нови клупи и дали и на кои места се истите поставени низ градот. Рековте дека се засадени 471 дрво, меѓутоа пред малку имавме комисија за животна средина, каде што ни кажа дека имаме зелен катастар, а вие како предпријатие пред неколку дена објавивте еден проект сличен на оној на Панде, со место 3000 со 2000 садници, и прашав дали истојот е направен согласно зелениот катастар, меѓутоа ни кажа дека во јавното предпријатие Комуналец треба да постои некој кој што електронски ќе внесува каде се засадени дрва, па ме интересира дали имате такво лице, тим или дали некој воопшто тоа го работи и дали истото е искористено при промовирање на вакви нови проекти за садење на дрва. Да прекинам или сакате сите да ги прочитам, па ќе ми одговорите? Како ви е полесно? Значи, јас работам во делот на финанси. Добро. Овие прашања ќе ве молам ако може да ни ги испратите на службениот мејл. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам. Дополнителни прашања имате? Не, имам и дополнителни, меѓутоа барам од вас како председател да ми обезбедите некој од предпријатието кој ќе ми одговори на прашањата. Добре, директорот е тука, ако знае тој, ако не, некој од администрацијата, нека повика. Може за дел од прашањата што сум запознаен, да речем, овој период, да одговорам. Што имам информации за остатокот, ќе обезбеди информации до седмицата. Тогаш слушнете ги сите до крајот и може би нема да имате и за другите. Ме интересира дали како предпријатие имате пријавено од општина Битола дека има депонии на места каде што има приватни сопственици. Ме интересира кога последен пат јавното предпријатие Комуналец извршило согласување на сметките, бидејќи знаеме како на кој начин се плаќа сметката на сметката на Комуналец. Ме интересира кога последен пат се извршило
усогласувањето и на крајот ме интересира дали јавното предпријатие Комуналец има проект или кој е планот во врска со новиот парк кој треба да се изработи во Нова Битола. Ви благодарам. Можете да одговорите на прашањето или? За овие дел од прашањата што можам да одговорам се околу усогласување на сметките. Само погласно до микрофонот. Може се слуша вака? Добро е. Од кога дојдов, јас сум скоро 2 месеци, да речем, назначен како директор и веќе во првите работи што ги започнавме беше заедно со општина Битола да се издвоат новите, да речем, премери, односно сите легализации, сите нови информации околу состојбата на објектите во Битола, во тек е постапката каде што се очекува од општина да добиеме информации, како да речем најрелевантни информации, за да потоа ги споиме со нашите тековни информации да видиме каде има промени на квадрати, односно каде има доградби, надградби, нови објекти и слично. Меѓутоа делот тие веќе ги имаме, односно инкасантите кои се на терен веќе делот тие промени ги имаат имплементирано, да речем ги имаат пренесено. Тоа е каде што немаме информација, односно каде што имаме грешни информации да ги потврдиме и да ги усогласиме со тековните. Во новиот парк работиме заедно во, да речем, во комбинација со Нискоградба, односно активности во моментот, како што каже и директорот на Нискоградба, при крај се на тие тековни активности, потоа ние ќе продолжиме околу нормално согласно од проектот со осветлувањето, делот од осветлување, поставување на постаменти, па повторно ќе треба Нискоградба еден дел да сработи, на крај последниот дел е хортикултурното уредување и поставување на клупи, корпи за отпадоци. Нормално тоа е по тековниот проект што го имаме од општина Битола. Околу пријавено за дивите депонии, пак ова ќе кажам како информација во последните 2 месеци од кога сум јас, со комуналната инспекција на општина Битола постојано сме во комуникација, каде што ги известуваме, каде има депонии, дали се на приватно или на државно земјиште, ни даваат повратен одговор тие, каде што се на државно земјиште, интервенираме ние, доколку се на приватно, сија постапката комуналниот инспектор треба да да постапи, односно и да ни извести дали ние можеме или не можеме да влеземе, дали имаме, треба да ни доколку има можност, ке ни издаде решение, ние треба да влеземе да ги чистиме тие диви депони. Можам да кажам дека на јавен простор се изчистени во последните 2 месеци, колку во последните, ајде да не речам 2 години, ама скоро секој втор, трет ден имаме возило на сопствен трошок и багер, бобкетче, багерче мало и камион, каде што и габаритен отпад се чисти и габаритен и друг вид на отпад, кој да речем и дел и не е во наша надлежност да очистиме, меѓутоа за доброто на градот и по реакциите од граѓаните постапуваме максимално најбрзо што можеме. А овие другите информации, колку клупи имаше, колку клупи и колку корпи се во 2200 поставени. И дали има нови возила и машини набавени во изминатата година? Околу корпи и клупи, мислам дека не се нови поставени, меѓутоа морам та информација да ја потврдам, не можам точно да кажам, ќе проверам до седница или како сакате писмено, ќе кажете како ќе ви известам, утре најдобро до комисијата за финанси. А уште не извинете околу возила, што беше? Значи нови корпи, нови клупи и нови возила и машини дали се набавени во изминатата година, и пошто ми одговоривте на прашањето за усогласувањето, само дополнително сакам да ве прашам, значи ова почна вие од кога сте директор, во изминатата година не било направено, така? Официјално да, се не знам за во изминатата дали имало нешто, Па ако имало сигурно ќе ви го даеле. Осогласување јас не имам видено. Не само минатите, мислам сега доколку информациите ми се точни, колку што имам неофицијални информации внатре од службите, дека изминатите 10 години не е направено усогласување, не е само последната година, 2, 3 или не сум.
И околу возила, ако мислите на возила камиони, во 2022 не се набавени и лесни да речам возила, а околу земјоделски машини да речам или слично, има нешто набавено, меѓутоа тоа што било најнеопходно да се набави согласно финансиската ситуација во предпријатието. Мислам дека одговорив на сите прашања, така? Да, за другите очекувам да ми ги пуштите на писмено. Во ред, ви благодарам. Повеле, колега. Здраво, директоре. До кај е реализацијата на проектот Go Green? Да, имам и други. Добро, како што ви кажав дека Go Green го вклучивме заедно со проектот за почисти по зелена битола. Тековно секојдневно си има тим што врши засадување на нови дрва, на неколку локации низ градот веќе се завршени, меѓутоа детално ќе ви известам кои локации се веќе засадени со дрва и на кои локации ќе се засадува во иднина. Повелете. Имам едно прашање, директоре, до вас. Доколку некој сака да ви даде било каква донација, дали треба да ви се обрати на писмено или доволно е да направи состанок со вас? Може Било каква состанок да дона. направи, може писмено, на кој било од двата начини, меѓутоа потоа ќе треба Значи, нормално колегата да се Чулаковски склучи- пред 2 месеци ви понуди донација на официјален состанок, меѓутоа до денес донација да ви брендира возило, да ви брендира вработени, меѓутоа очигледно бидејќи доаѓа од негова страна, немаме досега информација дали тоа е прифатено или не од страна на јавното предпријатие Комуналец. Не, добро, јас ве разбрав за донација околу дрва дека правиме муабет дека non. Се е донација, нема врска с. Чим е донација, е донација. Може не е проблем, расположени сме за секаков вид на донација. Повеле, колега. По мое барање беше наводно исчистена дел од депонијата што е горе кај тунелот, кој што се согласивме заеднички дека е грда слика за Битола, каде по реакција на Комуналец беше исчистено дел од депонијата и беа поставени големи контењери кои што последните месец дена ги нема контењерите. Може да има информација зошто не е продолжено таму со чистење на дивите депонии и кај се контењерите? Контињерите не беа на Комуналец, беа на приватна фирма. Ние со поставувањето и со тргањето на контињерите немавме никаков да речам контакт, меѓутоа ние како јавно предпријатие Комуналец таму имаме забрана од МВР за поставување на контињери заради безбедност во сообраќајот. Ние како Комуналец не можеме таму да поставиме контињери. Ние тековно да речам колку што можеме вршиме чистење на таа, меѓутоа таму многу поќе се депонира него колку што можеме да исчистиме ние. Во ред, дополнителни прашања дали има? Долку нема. Одиме кон следна точка. Извештај за работа на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2022 година. Добар ден, почитувани на сите. Во врска со извештајот на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, тој како и секоја година претходна, тој е заедно со годишната сметка извештај за работењето. Мислам заедно се. Сега јас денес сметам дека ако сакате целиот ќе ви го прочитам, меѓутоа сигурно го видовте, дали да се осврнам и на финансискиот дел или само на извештајот на сработените проекти досега. Да ги прочитам, еве, накратко, во однос на работата и дејностите на предпријатието. Знаете дека ние, како и другите години, изработуваме урбанистичко-планска, урбанистичка проектна документација и други работи од доменот на планирање и проектирање во рамките на предпријатието. Значи, во оваа година, во изминатата година, се изработени основни проекти за реконструкција на објекти, основни проекти за режим на сообраќај, измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема, сите тие доаѓаат тука кај вас, да не ги читам поединечно, елаборати за заштита од пожари, за објекти
на кој е изработен основен проект. Други проекти за поставување урбана опрема, елаборати за заштита на животна средина и здравје на луѓето, за коловози, за улици, за други соодветни проекти. Еве ќе читам поред. 10-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема, урбанистички проекти за водоводна инфраструктура за село Брусник, опрема за поставување на јавни површини на подрачјето за спортско-рекреативни на микролокација Тумбе кафе до делот на зоолошка дарама, елаборати за заштита при работа на објектот парк кој се работеше предходно, основни сообраќајни проекти за режим на сообраќај, планска програма за изградба на нов противпожарен дом, елаборати за заштита на работа за други објекти, основни проекти за реконструкција на коловози, патот село Магарево, село Трнево, поединечни повторно измени и дополнување на програмите за поставување на урбана опрема, режими на сообраќај и така натаму. Најбитно е да кажеме дека се отпочне со изработка на ГУП на град Битола, изработена е предлог планска програма за истиот и во врска со тоа сега наскоро ќе имаме и состанок на координативното тело, тој е закажен за 1:30. Јас сакав да се јавам и порано за збор, меѓутоа некако можда и ќе се одложи, не знам, тој состанок. И ние сме исто на истиот состанок. Да, не можам јас да бидам на двата присутна, немам никој да ме замени. И така Подзакасниме сите. И други проекти, елаборати и све во однос на урбанистички проекти за изградба на инфраструктура за изградба на улици, повеќе улици, да не ви ги читам сите поединечно, на крај ќе ги прочитам, мислам како и секоја година. Го имам извештај, ако има. Го имате извештајот во однос на финансискиот дел, ако сакате можам и тоа. Утре ќе се разгледува финансискиот дел. Утре ќе се разгледува. Ако имате некои прашања, повелете дали има некои прашања. Поставете ги. Доколку нема прашања, одиме кон следна точка. Извештај за финансиското работење ќе се разгледува утре на јавното предпријатие за паркинзи. Пела Линк, исто извештај за финансиското работење на годишната програма. Пела Линк, директора најави отсуство поради здравствени причини. За финансиското работење ќе се разгледува утре, доколку имате нешто за... Да, повелете тогаш. Ден на сите присутни. Добар ден на сите присутни. Мало образложение за работењето на јавното предпријатие Паркинзи. Секторот за јавни паркиралишта и пајак служба извршува основната дејност на јавното предпријатие врз основа на сообраќајни проекти за режим на сообраќај за зонско паркирање на јавни површини и паркиралишта во 3 зони, зона А, зона Б и зона С, и затворени паркиралишта. Од приложените табели во програмата, во извештајот можете да видите статистичката анализа за 4 години, односно за 5 години, од 2018 до 2022, од каде што може да се види дека затворените паркиралишта секоја година го зголемуваат своето работење. Тука ги имаме анализите статистички од 2018 до 2022 година, а исто така имаме и табела за зонското работење, каде што може да се види дека целокупното работење во зонското паркирање исто така бележи нагорна линија. Во периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година обележани се 13.237 метра квадратни на хоризонтална сигнализација, односно пешачки премини. Исто така се даваат услуги за поставување на знаци
поставување на столпчиња, како и монтажа и демонтажа на сообраќајни знаци, при што е остварен приход од 1.105.070 денари. Исто така, во приходите и во целокупното работење учествува и ПАјАК службата. Во периодот на 2022 година непрописно паркирани возила се подигнати на лице место 292 возила, непрописно паркирани и однесени во депо 991 возило, непрописно паркирање на зелена површина 12 возила и вкупно подигнати 923 возила. Цело ова работење во рамките на предпријатието даде можност да се оствари приход од 30.287.000 денари. Во ред, ви благодарам. Прашање дали има? Долго нема прашања. Колегата Павле. Нека проблем, може да има со микрофонот. Јас имам едно прашање до Паркинзи, бидејќи ја спомна ПАјАК службата, мене ме интересира дали работи пак службата преку викенд, тоест во сабота ден. Фала ви. Не, во сабота не работи паркинг службата. Повели колега Чулаковски. Во врска со подигнувањето на возилата, рековме ако има сообраќајен прекршок, што е на коловоз, треба да дојди со вас службено лице од МВР, така? А доколку биде од зелена површина, можете на своја рака или треба општински инспектор да дојде по ви? Комунален инспектор во тој Комунален случај. инспектор. Да. Ние не можеме да Слушнав дека имате 990 одстранети возила со пајакот од сообраќајници, меѓутоа само 12 од зелени површини. Тоа значи дека општинскиот инспектор комунален не излегва на терен кој ќе го повикате или нема доволно грешно паркирани возила, па Не можам да кажам во овој случај, мислам. Прашањето ќе го инаку ќе формулирам, дали соработката со општинскиот комунален инспектор е во ред или имате некаков проблем како јавно предпријатие? Значи вака не се однесва на тој период пред што го разговараме, од кога сум дојден, крајот на јануари, до сега се што имаат побарано, се имаме тргнато, се било во насока на средувањето на овие гаражите што ги чистат дивите урбанистички хаоси, маски што не се, кога треба, во таа насока било. До сега се било, освен еднаш кога ние немавме можност, стануваше за збор за погабаритно возило, за камионче. Во ред. И уште едно прашање околу ступчињата кои што ги поставувате. Знам дека имаше ступчиња на лагер некој време, ги имавте во огромен број. Дали се уште ги имате тие и што ве спречува на места каде што имате веќе дозвола од МВР или каде што имало постоечки уништени да ги репарирате со нови? Дали имате некакви проблеми во врска со тоа? За сега немаме, колку што знам има на лагер ступчина. Во моменталниот проблем сега што се јавува е, мислам, ние немаме, општината има, да не се сватиме погрешно, тие ги набувуваат, ние ги инсталираме. Сега станува проблем со бројноста на тоа одделение за поставување на вертикална сигнализација и останата опрема, заради тоа што треба да ги вклучуваме паралелно и на бележење и во овој дел и затоа бараме сезонски работници да ангажираме во овој период. Ме разбирате? Инаку временските услови на минус не се бетонира такви работи или дошт ако имаше тоа. Инаку спречка немавме и работиме според она што ни е побарано од општината. Значи барањата за работа. Повели Кире. Значи во дел на платниот центар што го имате за наплата на месечните така карти билети, дали работи после 15 часот? Бидејќи има, значи, од граѓаните се пожалија, бидејќи биле во 17 часот бил затворен, значи дали планирате да функционира до 20 часот како порано, или планирате да најдете некој нов начин за наплата на месечните карти, дали би било електронски некако или некако слично, да може да си вршат уплата? Таква работа нема до сега. Тие граѓаните можат
да дојдат и вие да дојдете да видиме кога се случило, значи кол центарот работи на платниот центар, да, и во сабота работи. Повелете. Ти одговорам уште. Да си плаќате електронски на нашите жиросметки, на секој што побарал му се има дадено жиросметката електронско плаќање. Значи, ако си има свој банкарско електронско работење, кај нас може да стигнат парите. Јас имам една забелешка. Ние како совет донесовме одлука за укинување на 15 минути, меѓутоа најавивме дека ќе останат картите кои се 30 денари за 2 часа и 40 денари за 3 часа. Ќе ве молам, директоре, да почнете да давате картички за 2 часа 30 денари, бидејќи редовно се наплаќаат картичките од 40 денари и воопшто не им се кажува на граѓаните дека можат и за 2 часа да платат 30 денари. Електронски да, меѓутоа имаме граѓани кои што сакат да си купат картичка. Ке ве молам да си набавите картички или не знам, меѓутоа кога ќе дојде некој да паркира, мора да знае дека има две опции. Благодарам. Забелешката ви е на место и сите билети, јас колку што имам информација сега, ако нешто се променило во овие денови, да ви излажам, но ќе проверам и ќе ви кажам, сите билети ги имаме секогаш на располагање во билетарниците Значи на пред затворени. 3 дена јас платив 40 денари и не е проблемот јас дека платив, јас знам дека постојат, меѓутоа граѓаните можеби и не знаат, а можеби и сакат да купат за 2 часа. Значи ние имаме таква опција и не треба да биде скратена на граѓаните, бидејќи то си остана, јас барем колку што знам со таа измена дека остана. Не ми е скратена опцијата, тој ви кажува, во секој момент во будките на затворените паркинзи ги има сите билети, тоа е прво, второ е можност електронски и трето, кај наплатувачите заради зголемениот обем на билети, пошто тие ги должат билетите, коченот го должат како не како ливчина што се испечатени по 2 денари, пример, туку го должат како сума, заради тоа тие имат кажано, оние помалите да не ги имат со нив, за да се олеснат. Вие сте директор, вие ја водите работата во јавното предпријатие и треба да почитувате кога постои таков правилник или таков. Јас не можам да кажам дали вработените давали или не давали. Јас ви кажувам дека граѓаните мора да знаат дека има две картички и тие истите да се нудат во исто време. Во ред. Во ред, дополнителни прашања дали има? Долку нема, ви благодарам. Ќе направиме кратка пауза до 14:30, бидејќи имаме некој состанок се. Во ред, продолжуваме седницата на Комисија за јавни комунални дејности. Одиме точка 10, програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2023-2025 година. Бидејќи има уште 2 точки, односно 3 точки уште подолу кои што се од истото одделение. 4, предлагам сите заеднички да ги гледаме. Значи точка 10, 11, 12, 13 и 14 да ги гледаме заедно. Добар ден на сите. Најнапред имаме на дневен ред предлог програма за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2023-2025 година. Имено измените во оваа програма се однесуваат на додавање на нова ставка, нова буџетска програма, која што гласи употреба и одржување на поплочен простор со одводнување и осветлување, се мисли на просторот зад поранешно јат. Во оваа ставка определуваме во 2 години се планирани средства, 2023 година 1 милион, 2024 година 6 милиони денари, а измени се направени во програмата за културно творештво и манифестации, партерно уредување на офицерски дом, 1 милион денари од тие средства се земени и се ставени во оваа програма во 2023 година. Имено ова е направено вака, значи од програмата за културно творештво и манифестации, бидејќи кажано ние дека во нареден период
оваа програма ќе се финансира на друг начин и овие средства од овде, дека од овие средства можеме да извршиме трансфер на 1 милион денари. Тоа е во поглед на програмата за развојни планови на општина Битола. Износот по години во 2023 година не се менува и останува ист 216 милиони 150.605 денари. Тоа е во делот на програмата за... Само делко има прашање по однос на оваа точка. Нека го изгасни Маријана микрофонот. Вака се. Ако сватив убо, ова е одлука заради јад? Јас имам две прашања. Првото прашање е уште колку одлуки ние треба да донесеме за да се среди просторот кај јад, бидејќи и претходната седница носевме одлука. И второто прашање ми е, велите во рок од 2 години, сакате да ми кажете дека во наредните 2 години ние ќе го уредуваме тој простор, мислам како што сватив. И третото прашање е дали имаме проект, ако имаме, од кога е тој проект и што во моментот ни фали за да почнеме да работиме таму. Зошто ни треба 2 години? Еве вака. Прашањето ми е, досега мислам дека 3 одлуки донесовме на совет за јад. Така мислам, еве, нека ме попреј колегата Бојковски, мислам дека 3. Уште колку ни требат? Да знаеме. Вака. Просторот зад јад, согласно деталниот урбанистички план, знаете дека на тој простор е предвидена катна гаража. На тој простор немавме проектна документација. Во моментов е изработена проектна документација, кој што се вика употреба и одржување на линијски инфраструктурен проект на поплочен простор со одводнување и осветлување. Предмерот за овој проект изнесува околу 7 милиони денари, 6.800 и нешто, околу 7 милиони денари. За да може ова да се реализира, ние не можеме да го реализираме без да го ставиме во програма. Ако се мисли на уредување со договорот со Бехатон, значи тој договор е 10 милиони денари и во тој случај ќе го исцрпиме цел. Требаше да се обезбедат средства дополнителни во програмата, за да може да се реализира. Ме прашавте зошто донесовте толку одлуки, точно вие носевте одлуки дека тој простор треба да се уреди, меѓутоа проектна документација немаше. Во моментов имаме проект чиј назив е употреба и одржување на линијски инфраструктурен проект на поплочен простор со одводнување и осветлување. Првата фаза за реализација на ова ќе биде поплочување на платото на кој што е предвидена катната гаража. Втора фаза е улицата која што поминува таму, за која што ќе се работи проект за инфраструктура и потоа основен проект за коловозот. Тоа значи дека тоа е втора фаза. Оваа фаза за тој простор е 7 милиони денари. Ме прашавте дали ова ќе се реализира во 2 години. Ова е планирано да се реализира во 1 година, значи веднаш штом овие средства, мислам штом поминат измените во програмата, ние ќе го пуштиме во јавна набавка за избор на изведувач и начинот на плаќање ќе биде во 2 години, бидејќи овие 6 милиони денари во моментов со ваквата програма со средства не можевме да најдеме 6 милиони денари за да можеме да ги ставиме сите во 1 година. Ви кажав дека офицерски партерното уредување на офицерски дом најверојатно ќе се бара нов начин на финансирање и тие средства оттаму ќе бидат ослободени и понатаму
ќе бидат прераспределени за да можеме ова да го изфинансираме. Но во моментов за да распишеме тендер и да течи постапката, распределбата на средства е направена во 2 години. Повелете, прашање. Фала ти, Маријана. Морам да кажам дека секогаш кога те прашам тебе, знам дека не ме лажиш. Имаме уште едно прашање. На ден 31.3.2023 година, предходно, значи пред 10 дена пред тоа или 12, не ме фаќа за збор, до општина Битола побаравме на писмен одговор во врска со ЈАД. Одговорот го добивме на 31.3. Ме интересира дали вие како раководител на оделение и како некој кој е директно инволвиран, дали во одговорот кој го добивме бевте инволвирани, дали вие сте информирани дека некој прашал и ако сте биле, зошто не сте подпишани на одговорот кој го добивме за ЈАД? Јас Истиот, доколку сакате, ќе ви го пратам на мејл, доколку не го имате видено, а истиот планирам да му го испратам и на сите советници. Проектот за употреба и одржување, за кој што разговараме и за кој што ќе треба да се пушти тендер, го добив во текот на овој месец, односно минатата недела ја добив предмер пресметката. Јас, како оделение кој што ги реализира проектите, не сум во тек и не можам да знам до кај е некоја постапка во дел на проектна документација. Така да јас во креирање на тој допис не сум учествувала, бидејќи ако сум учествувала, сигурно документот ќе бил недвосмислено потпишан од мене. Фала ти многу за одговора. Дополнителни прашања, повелете. Велите дека за партерното уредување на офицерски ќе бидат земени средства од културно твориште, така? Не. Пренаменети. Се слушам. Добро. Ме интересира колку би чинело партерното уредување на офицерски, дали како пари знаеме? Пака, партерното уредување во кај офицерски дом, тоа втората фаза веќе во тек. Значи таму веќе се работи. И партерното уредување за офицерски дом изнесува околу 22 милиони денари. Значи во него спаѓа партерно уредување околу офицерски дом со набавка, транспорт и монтажа на канделабрите. Тука во оваа програма културно творештво и манифестации, капитални трошоци, ставено е во две подпрограми КАМ и КАР 19 и 20 точка. Меѓутоа, за да се обезбедат средства и да се стави поплочувањето кај ЈАД, ни беа потребни средства за да можеме да распишеме тендер. За да можеме да ги обезбедиме средствата, бидејќи немавме од каде, нема ребаланс во моментов и мораше да најдеме средства, ни беше кажано дека партерното уредување околу офицерски дом, комплетно, цела таа постапка, која што е завршена и која што е во тек на реализација, најверојатно ќе биде финансирана на друг начин. Значи не преку оваа програма, од овде ќе се тргнат и тие пари ќе бидат платени на друг начин и ни рекоа дека од овде може да се земи 1 милион денари, за да можеме да ги ставиме во 2023 година како почетни средства, а остатокот кои што се потребни за ЈАД ќе ги ставиме во 2024 година. Инаку реализацијата се планира, значи таман работата да го правиме во 2 години, значи реализацијата ќе биде за 1 година. Се планира оваа година тој дел, значи просторот кај што е планирана катната гаража, да се среди со бехатон плочки со ваков проект, овај тип на проект. Во ред дополнително. Повели. Проектот Smart for You 2, каде што беше објектот на кафана, на ресторанот Парк. Со тој проект тој проект не е кај нас во програма и немам информација како ќе се реализира и што ќе се реализира.
повелиме. Фала. Дискутиравме тука за јад, меѓутоа мораме да напоменеме за информација на нашите сограѓани дека на 10 локации се подигнати монтажните гаражи. Имам кажани претходно дека единствената добра работа која ова локална власт ја направи во ова година и пол е тргањето на гаражите. Сега, за да тоа биде успешно завршен проект, треба час поскоро да ги санираме сите тие простори на соодветен начин, секој простор различна специфика. Ако ние тоа не го направиме, убеден сум дека хаосот и понатаму продолжува да функционира во тие простори. Кој простор, освен ја, е првото прашање, е планиран да се санира? Цане Василев, Ад Пазар, кај Јагода, таму назад, мислам дека се тргат гаражи. Кој простор од сите тие 7, 8, може 10, не знам точно колку се планира да го средиме ова градежна сезона? Вака. Исто како кај јат, значи за да може нешто да се реализира, потребна ние, оти то не се простори мали кои што можеме да ги решиме како некои чикмачиња, сокачиња и да ги наредиме со бехатон. Значи таму има решавање на одводнување, нивелети, споеви, така да ни треба проектна документација. Знаете, гледајќи ги програмите кои што ги реализираме и се обезбедени средства за ова година, нареден кој што во моментов, еве можам да ви кажам дека е во постапка за јавна набавка, е паркинг просторот кај Цане Василев. Значи, за сите други, колку што ги имам информациите, е дека се спрема техничка документација и како ќе биде спремена и готова техничката документација со одобренија, значи не можам да кажам со која форма на проект ќе се оди, меѓутоа за сите тие ќе треба да имаме одобренија, како ќе ги добиваме, така ќе правиме измени во оваа програма, ќе обезбедуваме средства и така ќе ги реализираме. Значи, се планира, можда оваа година не сите, меѓутоа се планира, јас очекувам, бидејќи оделението за економски развој, еве тука е Гордана, може да кажи, значи за сите нив веќе се работи техничка документација. Како ќе ги добиваме, така ќе правиме измени во оваа програма. Нареден е паркингот кај Цане Василев, кој што, еве ви кажувам, веќе е пуштен во јавна набавка, бидејќи имам одобрение, имам документација, пуштен е во јавна набавка и за него се предвидени средства. Кога ја правевме програмата, тој беше најнапред со документација и можевме да го ставиме во програма. Залудно е да ставаме во програма нешто што ќе држи средства и пари, а не можеме да го реализираме ако немаме техничка документација. Ред, и повелиме да имаш уште беше. Океј, фала за ова, значи да сублимирам, ако дозволите, дека за брзо само јад и Цане Василев, другите ќе почекат. Сега, денес, една година прави паркот новиот, кај што секој сече ВМРО ДПМН и поинаку ја секоја лентата, дека ќе го направат. Видовме колку брзо работат. Година дена за постување на надземна инфраструктура требаше. Значи, ако требаше да влезат под земја, 10 години ќе требаше да работат. Бидејќи ве сметам за една од покомпетентните личности во општина Битола, за колку време тој конечно ќе биде среден или ќе треба да почекам уште една година? Согласно договорите кои што ги имаме со јавните предпријатија, а имавме договор со Водовод, тоа го реализиравме, имавме договор со Нискоградба кој што е во фаза на реализација и имаме договор со Комуналец кој што ќе следи. Согласно нивните договори, работата треба да биде завршена до септември месец. На овој дел на кој што имаме одобрение за градење, на кој што имаме договор и за кој што работиме. Во ред, поверете, има прашање Гавриела. Мислев дека ќе збораме само за развојната, но пошто гледам почнавме за сите точки. Колегата Илиевски не беше тука, не слушна претходно што се разговараше.
Ќе ве прашам и вас како што го прашав директор. Пуштив исто барање за информација од општината и не добив точен, не добив конкретен одговор во врска со паркот. Би сакала да добијам информација од вас дали паркот ќе биде на 25.000 метри квадратни, онака како што беше најавен. Дали во овој момент активностите кои се извршуваат на тоа место се согласно проектот кој што го има општината и дали имаме наидено на некакви проблеми, бидејќи сите, каде и да се обратиме, сите ни велат согласно планот. Значи планот, не можам да разберам дали е планот една година да се колчи само. Јас онда ништо друго не гледам, освен колчење и дали се во тек јавни набавки за останатите работи кои треба да се постават во паркот. Благодарам. Вака. На паркот, точно квадратурата сега во моментов не можам да ви ја кажам и не би сакала да шпекулирам со бројки, доколку имате потреба, можеме да го отвориме проектот за кој што имаме одобрение за градење и можете да го видите. Значи, да видите што работиме на која површина. Со сите три предпријатија имаме склучено договори. Прво влезе нискоградба, таму има голема денивелација на терен, имаше потреба од ископ, рамнење, некаде ископ, некаде рамнење, значи тоа беше фаза која што беше доделена со договор на нискоградба. Понатаму, после тоа влезе водовод со поставување на водоводна подземна инфраструктура. Во моментов се тампонират, се формират површините и за патеките на кои што ќе треба да се реди бехатон, ќе се поставуваат справи, реквизити и после тоа следува комуналец кој што ќе треба да копа стопи за уличното осветлување, односно осветлувањето на тој дел од паркот. Значи паркот, која е површината, ние можеме да го имате, да го видите проектот, за да можеме да дискутираме за која површина станува збор. Она за што имаме одобрение за градење, на тој дел склучивме договори и веќе ние ги имаме тие договори со рок за реализација до септември месец. Ме прашавте и преска слушнав дали се работи согласно таа проектна документација. Исклучиво се работи согласно таа проектна документација, бидејќи секое одстапување од таа проектна документација е кривично дело. Повелете. Ни кажа директорот дека има надзор. Мене ме интересира кој е надзор на паркот? Можеме да добиеме таква информација? Молам? Извини. Надзор е ЗИМ. Завод за испитување на материјали, значи има представник тука во Битола и тој го надзорира, ги надзорира сите фази. Значи ЗИМ е надзор над работите во паркот. Таму во моментот значи имаше застои, наидовме на цевка со вода, за која што откривавме чија е, дали е на водовод, дали е шеќеранска и така натаму, тоа се попатни работи кои што во текот ги решаваме. Меѓутоа, краен рок на завршување на работите е септември месец. Вака како што се склучени договорите. Во ред, ти благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема, повели Маријана за другите точки. За уличното осветлување. Наредна точка е извештај за реализација на програмата за користење и одржување на улично осветлување во општина Битола. Имено согласно оваа програма, од предвидените 113.849.436 денари, кога се носеше буџетот за 2022 година, и согласно третите измени и дополнувања, односно вториот ребаланс на буџет во 2022 година, со кој што беа предвидени 122.357.255 денари, на крајот на 2022 година ја завршивме со реализација од 100.677.888 денари или
во проценти изразено 82,3% од предвидената програма за 2022 година. Во самата програма сите ставки се што работевме се опишани со колкава реализација се реализирани, така да само крајно можам да кажам дека реализацијата на оваа програма е 82,3% од предвидената во 2022 година. Ви благодарам за оваа програма. Поред, дали има прашање по однос на оваа програма? Добро, доколку нема, одиме кон следната точка. Извештај за реализацијата на уредување на градежното земјиште за 2022 година. Повели. Согласно програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 година, врз основа на средствата предвидени со буџетот кога се носеше за 2022 година, каде што беа предвидени 257.403.009 денари, со 8-мите измени и дополнувања, значи таа програма претрпи 8 измени и дополнувања, каде што беа намалени средствата во износ од 213.859.816 денари. На крајот на 2022 година оваа програма ја завршивме со реализација од 178.546.413 денари, или тоа изразено во проценти изнесуваат 83,5% од предвидената програма за 2022 година. Сите, програмата е така направена, се што работевме е описно представено, прикажано е во програмата, точно за секој еден проект, колку беше предвидено и со колку е реализирано. Пред ти благодарам. Во однос на програмата што ја разгледував исто за уредување на градежното земјиште, значи оваа реализација од 83,5% е во однос само на плаќањата, а од она што е реално изработено на терен. Не, во однос на она што е стигнати ситуации, да, стигнати ситуации за... Бидејќи овде поголемиот дел од проектите кои што се набраени, да, се во развојната програма. Сите се речиси завршени овие проекти. Не ве разбирам. Оваа програма се што е ставено е завршено. Може да станува збор за развојната програма, која што имаме, каде што проектите се завршени, а имаме плаќања предвидени во 2023 година. Ама тоа е во развојна програма. Ова што е овде е годишна програма и ова е завршено. Добро, во ред, фала. Следна точка, извештај за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола. Оваа програма со буџетот беа предвидени 29.709.688 денари, со третите измени и дополнувања се зголеми на 34.758.803 денари, а ја завршивме со реализација од 25.718.632 денари. Или во проценти изразено, тоа значи 74% од предвидените средства за програмата за 2022 година. Добро. А 14-та точка, извештај за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2022-2023. Со оваа програма планирани беа во програмата 18.808.688 денари. Значи, во овие средства влегува купување на материјали и градежна оператива, значи механизацијата која што ја вклучуваше јавното предпријатие Нискоградба. Од овие планирани средства реализирани се 9.945.214 денари. Тоа значи дека зимската служба за ова година изнесува 9.945.214 денари. Од кои? На материјали, значи градежни материјали, отпаѓа 1.237 денари, а на градежна оператива према Нискоградба е 8.944.977 денари. Во материјалот точно има колку сол е потрошено, колку ризла е потрошено, што е останато.
Значи можам само да кажам дека договорите кои што ги склучивме за набавка на сол, ризла, ладна асфалтна маса важат до декември месец или почетокот на јануари, една година се со важност. Тие беа сукцесивни нарачки вршени, значи по нив имаме ние се уште в година да нарачваме, бидејќи не нарачавме цела количина која што ја имавме, за која што имавме склучено договор. Така да за в година ќе можеме да црпиме дел од овие средства, значи не можеме да знаеме каква ќе биде зимата, дел ќе можеме да црпиме од овие средства, дел ќе склучиме договори која ќе правиме новата зимска служба, а исто и со Нискоградба, доколку од 15 ноември до декември кога се склучи договорот, доколку се случат некакви врнежи, повторно имаме и во нивниот договор средства за реализација. Да, мене само ме интересира, бидејќи беше планирано 18 милиони 800, реализирано 9 милиони 900, што се случува со остатокот на овие средства? Тоа го кажав сега. Значи, вака. Значи фактички до декември сега, односно до ноември. Од тие 18 милиони и 800 илјади, 688. 3 милиони 581.446 отпаѓаја на материјали, а 15 милиони 227.242 беа према Нискоградба за механизација. Од тие 3 милиони 587.446 имаме искористено само 1 милион денари. А од овие 15.227.242 имаме искористено 8.946. Ние договор имаме и за останатите средства, значи за останатите количини, меѓутоа договорите важат една година. Тоа значи дека ние в година делот од материјалите за 2,5 милиони денари ние можеме да си ги нарачаме материјалите, да нарачаме материјали и ќе имаме одредена количина на сол, на ризла, асфалтната маса се искористи цела. А со оперативата со Нискоградба ќе имаме можност да ја користиме, значи негде околу 6 милиони 6.300, ќе можеме да ги користиме до декември месец, додека му траи договорот на Нискоградба. Тие имат важност од една година. Ма зима нема да има. Може нема да има. Ќе биде добро. Не, дали може овие финансиски средства кои што се останати, долго се одземат овие 2,5 милиони денари кои што се за материјали, добро, од возилата за приправност и ефективна работа на возилата, бидејќи во приправност сега нема да ни требаат возила до ноември, и ефективна работа реално до ноември, декември нема да има, тие финансиски средства да се искористат за некои други намени во буџетот на општината. Во тој случај ќе треба да направиме измени на ова програма, да ги намалиме средствата, а в година, кога ќе се носи програмата, бидејќи за нив имаме договори за овие средства кои што се тука, имаме договори склучени, ќе треба повторно да ги испланираме и да ги предвидиме. Да, апсолутно така треба, бидејќи во сред градежна сезона ние ќе имаме дополнителни финансиски средства кои што ќе можеме да ги искористиме. Бидејќи вака овие средства ќе бидат блокирани, ќе не може да се користат. Доколку така се одлучи, може да се направи тоа. Да, тоа ќе го предложиме на наредната седница. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Добро. Јас извинувам, имам уште 3 точки, последните 3, 16, 17 и 18, кратки се. Повелете, може да. да. Може само кратко. Значи станува збор за одлука за промена на припадност на дел од улица Воден, на дел од улица Кресненско стание и на дел од улица Никола Јонков Вапцаров. Претходно овој совет донесе вакви одлуки, меѓутоа кога ги пуштивме во централен регистер, ни најдоа забелешка во делот на одлуката, во делот на описот на катастарските парцели и побараја да ги промениме и сега по нивните насоки повторно ги променуваме одлуките. Тие ги ставаме вон сила, а овие ги носиме нови за да можеме да извршиме упис во централен регистар. Дополнителни прашања дали има? Добро, доколку нема, одиме кон точка одлука за 15-та измена и дополнување на програмата за постување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Имаме представник од одделението за локален економски развој. Повели. Добар ден и од мене, вака на крајот на денот, јас ќе бидам кратка.
Значи, како што кажа председателот, ова е одлука за 15 измена на дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. И таа се однесува за период со ограничено време трајање од 15.4.2023 до 15.11.2023 година, односно летен период, и се предвидува користење на дополнителна јавна површина на следните 6 микролокации. Микролокација 1, предвидената локација се наоѓа на плоштад Магнолија. Тоа можете да го видите од графичките прилози од програмата која е веќе доставена до вас. Потоа микролокација 2, предвидената локација се наоѓа до плоштад Гоце Делчев. Микролокација 3, предвидената локација се наоѓа на јужниот дел од улица Широк Сокак проти офицерски дом. Микролокација 4, предвидената локација се наоѓа на улица Рузвелтова во делот кај поштата. Микролокација 5, предвидената локација се наоѓа во опфатот на комплекс Безистен покрај реката Драгор. И микролокација 6, значи предвидената локација се наоѓа на улица Булевар 1 мај, односно старата општина кај дрвениот мост. И како што рековме, ова е дополнителна јавна површина со ограничување временско од 15.4. до 15.11.2023. Максималната површина на која што може да се постави урбаната опрема е исцртена и даден во графичките прилози. Ако имате некој прашање. Јас имам само, значи, сега разгледувавме последната измена која што ни беше пратена во четвртокот. Да. Изменетата каде што е предвидена само една микролокација на плоштадот Магнолија, така? Да, само таа беше коригирана, беше дополнително испратена. Иначе сите влегуваат во оваа 15-та измена. Сите 6 локации, микролокации. Влегува со мала корекција. Со мала корекција како што е дадена во графичкиот прилог. Значи наново е уредно доставена до сите. Значи вака, јас имам прашање. Таја што е позади Магнолија, сега ќе има или ќе нема? Еве сега на лице место ќе отвориме. Тоа е микролокација. Минатиот пат ја тргнавме. Сега пак ја имаме. Јас мислам дека видов, ама после изменета, пушти ја не знам дали ја имаш. Сега ќе видиме. Еве, микролокација број 1. Предвидената локација се наоѓа на плоштад Магнолија. Тоа е дополнително овај дел овде и овде, друго нема. Ова е коригираната. Ако може да ја видам, јас од ова што имам тука. Отвора. Ова е широк сокак на ќошот центра и ова е Магнолија, само овај дел напред. Добро, ова е значи коригираната. Да, таа е коригираната последна верзија. Како што беа и претходно, значи. Добро. Дополнителни прашања, дали има поднос на ова точка? Во ред доколку нема. Ви благодарам вас на присуството. Ние ќе преминиме кон гласање на точките. Извештај за работа на јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година. Кој е за? 1 за, воздржан, против, 1 воздржан, 2 воздржани, 3 против, 1. Четворица сме списани. 1 за, воздржан 1 и 2 против. Извештај за реализација на програмите за одржување на ЈЗП и јавна чистота во општина Битола од јавното претпријатие Комуналец Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Добро. А точка 3, извештај за работа на КЈПНС градба Битола за 2022 година. Кој е за? 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извештај за работа на јавното претпријатие Пазари за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против.
Извеќе за работа на КЈП Водовод за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извеќе за работа на јавното предпријатие Пазари. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извеќе за работа на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Воздржани, 3 воздржани. Извеќе за финансиското работење на јавното предпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување на организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. 9 точка извеќе за финансиското работење и остварување на годишната програма за работа на меѓуопштинското јавно предпријатие Пела Линк Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. 10 точка програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за 2023-2025 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извеќе за реализација на програмата за користење и одржување на лично осветлување во општина Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извеќе за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2022 година. 1 за, 1 воздржан, 2 против. Извеќе за реализација на програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2022-2023. 1 за, 1 воздржан, 1 за и 3 воздржани. Одлука за 15-та измена и дополнување на програмата за пустување на урбано опремање јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, 1 воздржан. Одлука за промена на припадност на дел од улица Воден Битола. Кој е за? 3 гласа за, 1 воздржан. 17 точка одлука за промена на припадност од дел од улица Крестенска во Стание Битола. 3 гласа за, 1 воздржан. И последно 18 точка одлука за промена на припадност на дел од улица Никола Јанков Вапцаров. 3 гласа за, 1 воздржан. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам на присуството.